многу импресивно, морам да признам. Слободно можеме за крај да заклучиме неколку работи, дека пратениците од ВМРО ДПМН остануваат активен и важен учесник во создавањето, развивањето и напредокот на Република Македонија, дека изворната сила на сите одлуки кои ги донесува пратениците се интересите, потребите и барањата на граѓаните на Република Македонија, дека пратеничките групи на ВМРО ДПМН несомнено оставија голем печат во создавањето и развојот на Република Македонија, дека пратениците на ВМРО ДПМН учествуваа во носењето на сите големи одлуки кои беа од судбоносно значење за нашата држава и нашиот развој, дека секоја генерација си има своја борба. Секој пратенички состав има своја задача. Ако првиот состав имаше за цел создавање на суверена држава, сегашниот активно работи на постигнување на квалитетни регулативи и интеграција на Република Македонија во евроатлантските структури. ВМРО ДПМН останува силен, интегративен фактор на македонската политичка сцена. На крајот би сакал да ви се заблагодарам за учеството и за денешното присуство на оваа трибина. Ве поканувам сите вас, имаме оваа тераса позади на кратко дружење со пијалок, да се вратиме, да се подсетиме на спомените. Вие не постарите, туку повозрастните, поискусните пратеници да им принесете нешто на сегашниот парламентарен состав. И обратно ви благодарам уште еднаш за вашето присуство и се надевам што почесто на организација на вакви среди и на што почесто дружење. Благодарам. Бевте председател на Комисијата за надворешна политика во пратеничкиот мандат. Како оценувате сегашната надворешна политика на вашата партија и на државните национални? Да ви кажам отворено, мене тешко ми е да зборувам за тие теми, затоа што самото уставно одобрување 2001 година беше редефинирано, каде што јас себе не се гледам. И надворешната политика веќе не знам како да ви ја опишам, но мислам дека по никаков основ не смееме да менуваме и никаков. Како, дали држите контакт со другите пратеници кои се, речеме, дистанцирани во однос на креирањето на партиската политика? Нема такви нешто дистанцирани да се. Едноставно диалогот еве слушате и вие дека постојано не побудуваат од страна да се води политички диалог. Во Република Македонија првенствено не достига диалог внатре во секоја партија. А после тоа може една тие партии кои има диалог или има култура на внатрешен диалог да успостават диалог меѓусебно. А ние сме сведоци на диалог на лидери на партии. А што се случува во тие партии, никога не е испитано. Колку е знам? Мира дека може Александар Сташиновски да им биде редовно? Ама не, ако е долго, јас ќе ми извади ова. Има. На почетокот тие што заминавме дека имавме идеолошки непознаници. Значи ВМРО ДПМН дека има една стратегија, а тогаш создавањето на таа партија друга. Но беше важно дека сепак чистиот извор и вистинската матрица на идеолошкото демокристијанско однесување во ВМРО ДПМН. Така што во оној клучен момент кога беше потребна една пред се политичка стратегија, мислам дека госпоѓа Јаневска и јас направивме еден силен чекор што се вративме повторно на нашата матрица, тоа е ВМРО ДПМН, и мислам дека она што научивме од овој парламентарен состав и од господинот Никола Груевски е нешто што не го имавме до тогаш. Тоа е блиски средби со граѓаните, работа директно со народот, буквално од изутрина до зори,
непосредно влијание на теренот. Мислам дека таков концепт не сме имале и урнекот што го воспостави оваа влада и овие пратеници ќе биде една нова матрица на политичко однесување и во иднина. Значи, секој иден премиер треба да земе многу нешто од овој премиер, од господин Никола Гриевски, и сите идни пратеници што ќе бидат во идните состави мораат многу да земат од ова. Значи, на концептот на единство, никогаш таква политичка сила не имала оваа партија и такво единство со 64 пратеника. Инаку знаете, кога бев во вториот мандат 98-2001, кога жестоко се разговараше на одредени теми, и во 2006 нам секогаш ни фалеле мноштво на луѓе. Секогаш сме барале еден пратеник плюс 20 пратеници и тоа е многу тешко. Кога еден излезе од седницата, па ви недостига за гласање и така натаму. Така што мислам дека треба да се базира на овој концепт што го кажа, концептот на зрелост на пратеничката група, нешто што е дамнешно искуство да се земе, и концептот на младост, со едно сериозно образование. Значи, тоа искуство и тоа обединување, мислам дека ВМРО ДПМН може да ја однесе на онаа стратегија која имаме, а тоа се влезот во евроатлантските интеграции и во НАТО.